се е потврдено, после завршувањето на рокот за пријавувањето на спорните гласачи во Република Македонија, се потврдија сите тези на Социјалдемократскиот сојуз и на опозицијата воопшто, дека во Република Македонија има фантомски гласачи, запишани гласачи во избирачкиот список кои што се злоупотребуваат за време на изборниот процес. После рокот за пријавување се докажа дека околу 30.000 избирачи кои што се наоѓаат на избирачкиот список во Република Македонија не постојат. Не може да се пријават и со тоа се потврди тезата дека ВМРО-ДПМН и ДУИ на изборите кои што се одржуваат досега во Република Македонија сериозно го злоупотребувале избирачкото право на граѓаните на Република Македонија. Имајќи во предвид дека и дополнителни 172.000 избирачи се запишани на посебен избирачки список затоа што се наоѓаат надвор од Република Македонија, се констатира дека во Република Македонија имаме околу 1.500.000 избирачи. Тоа се реално избирачи кои што се во Република Македонија, кои што може да го искористат сопственото избирачко право. Ова покажува дека нема да имаме идеален избирачки список, меѓутоа ќе имаме далеку подобар избирачки список од оној кој што го имавме досега и ова покажува дека ако бидеме упорни и истрени на она што го зборуваме до крај, како што тоа го правеше Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период, ќе можеме да ги подобриме работите за да се створат услови за фери, демократски и кредибилни избори и да се створи фер шанса за секој кој што ќе учествува во избирачкиот процес. Врска со избирачкиот список, тоа е уште еден список во МВР кој пише. Ако иска чака некој респондира со избирачкиот список кој го ДИК. Што Податоците кои што се доставуваат до Државната изборна комисија се податоци од МВР. И очигледно е дека и овие 30.000 избирачи кои што се нашли на избирачкиот список, а кои што не може да се пријават во Република Македонија, како податоци биле дадени од Министерството за внатрешни работи. Укажувавме и претходно дека има издадено 35.000 лични карти кои што сега се наоѓаат во специјалното јавно обвинителство, за кое што се води истрага, кои што не беа подигнати се наоѓаат во Министерството за внатрешни работи подолго време. Сето тоа укажува на фактот дека целиот државен апарат е узурпиран или окупиран од страна на ВМРО-ДПМН и ДУИ, и тоа се единствените начини на кои што овие две политички партии ги добивале изборите во Република Македонија. Јас очекувам најпред да се исполнат сите услови, онака како што е договорено. Очекувам дека повторно ВМРО-ДПМН и ДУИ нема да посегнат да одолговлекуваат или да не можат да ги реализираат обврските кои што ги превземаат со подпишувањето на договорите. Ако тоа се случи, ние ќе имаме избори на 11 декември, а согласно договорот ќе имаме и влада на почетокот на септември. Благодарам.